Четврток 6 јуни, кратки вести во 12 часот. Председателот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски денес го добива мандатот за состав на новата македонска влада од председателката Гордана Силјановска-Давкова. На парламентарните избори одржани на 8 мај годинава ВМРО-ДПМН освои најмногу гласови, односно 58 пратеници во македонското собрание. Коалициски партнер во идната влада ќе биде коалицијата Вреди и најверојатно движењето Знам. Според законските рокови, владата треба да се формира во рокот 20 дена по врачување на мандатот, а поддршка новиот состав на владиниот кабинет понатаму треба да добие со двотретинско мнозинство во собранието. Нивото на Охридското езеро и понатаму е над просекот за овој период од годината, според денешните мерења на Управата за хидрометеоролошки работи. Нивото е на кота од 693,73 метри надморска височина, што е за 8 сантиметри над просекот за јуни и за 63 сантиметри над минимално дозволената кота. Температурата на езерската вода е нешто под просекот за овој период и изнесува 19 степени Целзиусови. Веќе подолг период наназад хидролошката состојба на Охридското езеро е на задоволително ниво. Авантуристичкиот клуб Mountain Madness по петти пат организира незаборавен викенд со многу авантура, планинарење, велосипедизам, логорување, забава и уживање, фестивал на планината и езерото. Авантурата започнува на 22 овој месец со велосипедска тура околу Охридското езеро и на локации покрај езерото, како и логорување во местноста Корита. Главниот настан, искачување до врвот Магаро, ќе биде на 23 јуни од 8 часот. За време на акцијата за сите учесници влезот во Националниот парк Галичица ќе биде слободен. Времето денес сончево и топло со мала до умерена локална облачност, дува слаб до умерен западен и јужен ветер. УВ индексот ќе биде 7, максималната температура во Охрид до 27 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.